Во оваа сфера спорт утрово разговараме со селекторот на нешто што е фудбал, ама се игра во сала. Се зборуваме со Васко Скендеровски, селекторот на футсал репрезентацијата. Добро утро. Добро утро. Господине Скендеровски, доколку би можеле во наредниве десетина минути да објасниме прво што се случува на поле квалификации на оваа футсал репрезентација Македонија за Европското првенство кој што треба да следи во 2022 година, ако не се лажам, и секако во рамки на она што фудбалот доживува еден свој вид подем во државата со квалификацијата на она репрезентација во фудбал пак на Европско првенство. Така е. Па добро, овие наши квалификации малце се продолжија со оглед на сите и предквалификацијски циклус кој започна уште во јануари оваа година. Требаше веќе во април да се играат баражите, а веќе во оваа касна есен да почнат и официјалните надпревари од главната рунда. Меѓутоа, со оглед на сите околности, со оглед на условите кои се створија во целиот свет, и кај нас се осети тоа, така да ние после оние предквалификации кои ги одигравме во јануари во Скопје, дури сега требаше во ноември да одиграме бараж надпревар со Англија, но англичаните, предпоставам поради нивните ригорозни мерки во нивната држава, не допатува тука кај нас, иако двата надпревари требаше се играат, ги понудивме да се играат во Македонија, не допатува, ги добивме тие два надпревари службено, што јас воопшто не се радувам на такви успеси спортски, но тоа е што е, влеговме во главната рунда, веќе од јануари 28 го отвараме главната рунда, значи оние најдобри 32 репрезентации во Европа за пласма на Европско првенство. Отвараме со Босна и Херцеговина на 28 јануари во Сарајево, веќе на 2 февруари играме со Романија во Скопје и Србија е уште учесник во таа група, така да од тие 4 репрезентации, значи помеѓу нас, Србија, Романија и Босна и Херцеговина, треба да се барат двајца патници на идното Европско првенство. Така, ако зборуваме за квалитетот на овие држави што ги споменавте, со оглед на тоа што Македонија може да се пофали со барем добри клубови кои што играат, еве шампионот Шкупи игра квалификации за Лигата на шампионите во футсал. Колку можеме да се носиме со овие држави и нивната инвестиција во футсалот? Па добро, би рекол ова балканска група која што ја добивме ќе биде доста интересна, изедначена на некој начин, затоа што не гледам некој апсолутен фаворит. Можеби Србија со квалитетот отскокнува за нијанса повеќе од другите репрезентации, но да речам по квалитет се егал сите тука некаде репрезентации. Знаете како клупскиот дел е она што нели секогаш е репер за квалитетот на еден национален футсал или било кој спорт во една држава. Ние имавме една златна ера на Железарец, да не забораваме, пред 5 години кога беше Железарец 6 во Европа, значи влезе меѓу најдобрите 10 екипи, што мислам дека тешко некој клуб ќе го повтори. Шкуп исто така има некои позитивни поместувања што мене ме радува, но сепак далеку сме да се пресметуваме со некои сериозни клубови кои што се во Европа и кои што инвестираат многу поголеми средства од нас. Се чини дека ние сме така во една златна средина во оној клубски дел, но репрезентацијата мислам дека можеби со оглед на тоа, со оглед на фактот што дека имаме многу играчи кои што настапуваат во странство, мислам дека можеме да се фалиме дека имаме некаде за нијанса повисок рейтинг од оној клубскиот кој што е во нашата земја. Како и да е, пак ќе кажам, имаме шанси за пласма на Европско првенство, можеби хендикеп беше онаа пандемија заради тоа што по жрепката не ставија во четврти шешир, заради тоа што, да не го објаснувам сега системот, по рейтингот бевме за трет шешир, ќе добиевме апсолутно еден противник полесен од нас. Сега доаѓаме од ситуација да се бориме од четвртиот шешир за пласма на Европско првенство, но како и да е, имаме квалитет, имаме добра екипа, имаме играчи кои што даваат надеж дека Македонија после, еве како што кажавте претходно, сениорската репрезентација во голем фудбал може да направи еден историски пласман на Европско првенство. Сега да ве прашам во поглед токму на тој на големиот фудбал, во рамките на фудбалската федерација, бидејќи футсалот нели спаѓа под ФФМ, се прават ли соработки помеѓу тренерите на различни категории, односно
Има ли размена на идеи од поголемиот и помалиот фудбал? И дали може воопшто да се примени, бидејќи терените се различни? Меѓутоа, фудбалер е фудбалер. Да, генерално ние сме исто под капата на Фудбалската федерација на Македонија, исто под капата на УЕФА и ФИФА. Ако ги гледаме како спортови, јас би рекол дека еви на многу семинари кога сум бил и оние лиценци кои што сум ги добивал за тренер, секогаш сме разговарале со моите колеги од футсалот дека футсалот е поблизок спорт можеби до кошарката отколку до големиот фудбал. Затоа што во футсалот освен сличноста која што има да се игра со нога, сето друго оние движења, затоа што ние работиме многу со шеми, со некои идеи кои што однапред треба да се знаат, значи би рекол дека немаме некоја голема допирна точка освен играњето со нога, но како и да е, секако дека многу играчи од големиот фудбал кои што прерано се откажале од различни причини, дали е тоа повреда, дали е, да речам, несакање да се продолжи со кариерата во големиот фудбал, доаѓаат да играат по тој мал фудбал. Сме имале соработка, ако е она што е, да речеме, со тренерите од големиот фудбал, да, јас имам извонредни односи со сите тренери во големиот фудбал, сме комуницирале, сме разменувале некои идеи, сме посетувале заедно и некои семинари кои што биле под капата на УЕФА и ФИФА. Исто така имам одличен пријателски односи со селекторот на репрезентацијата, така да имаме некоја релација, имаме соработка, но сепак би рекол тоа дека е во некоја сфера на повеќе, ајде да речам, конспиративно, не во оној дел дека треба да биде професионална соработка ради тоа што имаме некоја сличност во нашите дејности. Так. Како и да е искуството што некои тренери го имаат од големиот фудбал, нели ми го пренесуваат мене и мислам дека тоа ми е ете на некој начин повеќе онака пријателски совети и соработки кои што ги имам. Во време на пандемија, колку често се собирате, колку често успевате како репрезентација, каде се вежба, бидејќи рековте дека има наши играчи нели надвор во европските лиги, колку често се враќаат? Тоа е и најголемиот хендикеп. Верувајте дека нас најголемиот хендикеп ни е во моментот собирот и она што треба да го имаме како на некој начин подготовка за овие квалификации кои што не очекуваат. Верувајте дека од онај собир кој што беше во јануари кога остваривме победа со Велс и против Норвешка загубивме 2:1, тоа се последниот превари официјални кои што оваа репрезентација ги има. За жал, поради оние карантински состојби кои што беа до речиси крајот на пролетта и почетокот на летото, па потоа беше паузата, па потоа повторно беше собирањето за почеток на нашето првенство. Се уште нашата репрезентација нема ниту еден собир. Јас очекував дека нешто ќе има во декември, меѓутоа повторно имаме проблем со оние наши играчи кои што се во Чешка, во Германија, имаат проблем со враќањето назад со карантинскиот период кој што мора да го поминат. Така да се надевам дека барем ако ништо друго пред почетокот на квалификациите кои што се закажани за 28 јануари против Босна и Херцеговина во Сарајево, барем една недела претходно ќе имаме еден собир кој што многу ќе ни значи за подигање на формат и едноставно за гледање на реалната слика до каде се некои играчи со нивната индивидуална форма и надпрерувачка и физичка и така да мислам дека тоа е најголемиот хендикеп. Не само кај нас, многу репрезентации тоа го имаат. Некои се собраа очекував дека ќе имаме прв собир нели против Англија во баражот, не се оствари тој бараж, сите други репрезентации одиграа баражи. Тогаш го имаа барем единствениот собир, ние го немавме и тогаш, така да директно стартуваме во квалификациите после речиси една година пауза. Добро, Скендеровски, јас еве од овде од студиото барем ве бодриме токму во таа насока, собир на таа репрезентација и успех, па ќе одвоиме повторно време во утрински брифинг кога ќе дојде време за резултатите.